Поштовани, следите емисијата Очи во очи. Најцрниот ден во Македонија, ден на болка, ден на тага, ден на тишина. Ден во кој се одржуваат погребните церемонии за трагично починатите во пожарот. Во исто време во регионот, или може и слободно се каже и ширум светот, се отвораат книги на жалост. И во Белгија одекнува болката непребол тага на 8 јазици од сите кои живеат таму, од нашите иселеници. Во Софија, во Скопје на плоштадот Македонија им се оддава почит на загинатите во пожарот во Кочани. И токму додека се права, додека се оддава почит на секаде, и оваа наша средба, колку и да е во една психолошко-емотивна исцрпеност. И од сите практични аспекти е навистина и сериозно дискутабилно дали треба да воопшто ја имаме. Меѓутоа, токму имајки го предвид ова, дека на секаде се оддава почит, дека имаме прилика да ја уште повеќе демонстрираме таа обединетост во сета таа болка, заеднички да ја поделиме загубата на младите животи, да истраеме во надежта за оздравување на повредените. Ова е во исто време, значи, прилика настрана од политиката, настрана од било какви други коментари, настрана од било какво дефокусирање, само да се покаже, прилика за покажување на достоинството и давање на поддршка на семејствата, на сите оние кои ги изгубија најмилите, како и на оние кои се уште се борат за својот живот. Токму затоа, еве, и сега сме отворени со телефонските броеви, отворени како медиум, отворени како извор, можност за соработка, за помош, за овозможување или за распределба колку може да се заеднички носи сиот овој товар на големата трагедија и да им се пружи поддршка на оние кои ја претрпуваат таа неизмерна болка. Тоа е единствената причина, единствената работа поради која еве имаме оваа прилика. Всушност не почнуваме, не завршуваме. Едноставно отворени се телефоните заради ова што го кажав и заради што и од почетокот на неделата се прави. Со други зборови, може да ја имаме таа прилика, може да имаме оваа средба заедничка, токму како дополнителен експонент проширување на сето она, на сите оние кои оддаваат почит и во Скопје на плоштадот, и низ градовите во Македонија, и регионот и светот. Може и да немаме средба. Нема почеток, нема крај, нема програмска шема. Нема идеја за да се постигне било што, освен ова
што го кажав. А тоа е само отворени, достапни телефонски броеви за секој кој смета и сака и може да учествува, да го даде својот придонес во таа поддршка и последната почит, последното збогување со починатите. Доколку велам кај повеќето тоа предизвикува било каква дополнителна оптовареност, затоа ви реков, и премногу сме емоционално, психолошки исцрпени, сите сме во таа колективна траума, но до толку повеќе може би е добро да се има една ваква прилика за одушка. Секако велам, доколку од повеќето се доживува ова како некое дополнително оптоварување, едноставно ги затвораме телефоните и продолжува програмата, како што и до пред малку беше со тој траурен момент, таа содржина. Значи, едноставно се обидуваме токму во контекст на професионалноста, токму во контекст на она што медиумот може да го даде, да го искористиме. А тоа ете да допреме. Во таа смисла сме отворени преку нашите телефони и на располагање. Но велам само во контекст и исклучиво со таа идеја и тенденција да направиме, ако може нешто добро или воопшто нема да го правиме. Затоа и реков, може да имаме, може да немаме. Ова е таа една од тие вонредни ситуации. Се надевам, ете, и барем во ете и моето ова искуство последна, иако не можев ни да претпоставам дека ќе имам ваква ете неблагодарна одговорност. Дотолку повеќе не треба ниту да спомнам, но и сепак некои починатите лично ги познавав. Значи не воопшто едноставно и да не е таа можност да се направи нешто добро, нема навистина било каков друг аргумент кој би ме убедили да го правиме. И затоа, ете, по трет пат или кој да е велам, по кој знае кој пат не делава, велам, значи, ако сметате, нека можеме заеднички да се обединиме, да ја споделиме болката, ете можноста, воспротивно, ете, нема да го правиме тоа. 6091 924 6091 се телефонските броеви отворени, да пробаме, па да видиме, ете, до каде, колку и дали ќе успееме во таа единствена цел и замисла за давање поддршка и споделување на болката. Повелете ако имаме некого. Повелете. Ало? Да, повелете. Ке пробам да сум при себе како Диме, почитан водител. И ке го кажам следново, иако сум многу вознемирен. Да, верувам, знам. Нека на нашите заеднички мири чеда Господ Бог патот кон рајот им го направи светол и пропратен со ангели. Го сака животот, забавата, музиката, исто како и Тошепреевски. Возачот на амбулантното возило
му откажало срцето од замор. Ама душата нема да му откаже. Душата ќе му иде во рајот со целосни заслуги. И за на крај ќе го спомнам и нашиот сограѓанин од Куманово, кој што го видов на фотографија по една весела насмевка и мил лик. И он отиде на другиот свет. Нека тој лик и таа насмевка неговите родители го имаат додека се живи и да се горди на него. За сите овие случувања во спомен и слава и почит на сите оние што ги немаме на овој свет, ама на другиот свет ќе го имаат правото, богатство на тамошниот живот. Благодарам. Благодарам и вам. Повелете за следниот гледач. Ало. Да, повелете. Повеќе вас проштан. Повелете за следниот гледач. Ало. Да, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Ајде уште еднаш сочувство за семејствата на починатите и нека почиват во мир. Да се молиме за овие брзо да закрепнат и да се вратат во нормалниот живот. И ја би замолил да испишите телефонот, кај што можеме да пуштаме кој колку може и како може, да си стои на екранот и слабо гледаме, ние не можеме другчие како да се снајдиме, донатиме. Гледам диаспорава, многу се палеа во она, некако слабо од нив има некој прилип. Како слушам што зборуваат луѓето. Треба и тие да претрчат во пресред да кој колку може, кој колку сака. Едно е колку може, друго е колку сака. Да се вклучи во оваа трагедија. Вакви работи да не се случуваат. Дел се грешки од човекот. Како да речем, дел природата ги носи. Али човечката грешка е многу трагична, многу болна. Она природната отом-потом, али човечката е многу опасна. И се немам зборови, само да ве поздравам. Ви благодараме за поддршката. Поздрави до вас. Се собираат, и вие спомнавте, кажавте на тоа, донации и кај нас, и во регионот. Таа раздвиженост, како во оддавањето на почит, во собирање на бројни граѓани, така и ете со конкретна помош е евидентна и особено таа треба да продолжи понатаму и да биде конкретно видлива и секако и тука стоиме на располагање несебично како медиум што може да се направи да се информира и секој околу начините и истата да допре таму каде што е најпотребна. Повелете. Ало? Да, повелете. Господин Исо, Повелете. не знам како се почина во вакви ситуации, не сум бил, кога има ден на жалост, нали не се вика ни добар ден, не е добар денот, не знам како да почнам. Ќе кажам нешто околу тема сочувство што се местата, не би сам еднаш се јавиш, меѓутоа сега подршка, вели, почва на давање ова ништо, тоа господин Исо сето завршена работа е со децава и со овие 103 гледам, читам денеска, има 103 во странство. Нели се во странство, тие не се во добро состојба. Има изјави дека некои дишат самостојно, некои не, меѓутоа 103 се во странство, ако се со лесни повреди ќе бидат тука.
Меѓутоа, тоа ќе видиме натака, тешка ситуација, ова што се случи, сега виновник да се бара, сега ќе бараме виновник, после од понеделник ќе го бараме виновникот. Слушам дека премиерот на држава на ВМРО кажува дека граначалникот не е виновен. Не знам што да ти кажам право, да си дрзнуваш човек, прв човек на држава, председателка или другите, да се дрзнуваш сега да кажуваш кој е виновен, кој не. Институциите ќе покажат. Зато да го оставиме и ние тоа сега, па ќе видиме кој кажува, нека кажува, да не го правиме ние тоа сега. Благодарам, повелете за другиот гледач. Да се посветиме и на некој начин во желби, во молитви, кој како и за оние кои се уште се борат за својот живот, како што кажавте, само преку 100 од нив се во странство. Повелете. Повелете, дали имаме некого? Дали имаме некого на линија, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Иче? Ало? Да, повелете, ве слушам. Се слушаме? Ало? Да, јас ве слушам, повелете. Како сте? Добри? А еве како да се биде во ваков момент. Кажете, ете. Да она почина Бог да ги проси, тие се... Тие се наши македонски дечиња. Многу загинали. Наши македонски дечиња. Многу загинали. Било албанци, турци, сите се македончиња за мене и мои деца. Турци, сите се македончиња за мене и мои деца. Ице, ја во Словенија работев 79-та година. Ја во Словенија работев 79-та година. Довик за отровање. Так, И благодарам, ете. Ајде, во друга прилика, благодарам за сочувството, тоа е сосема доволно, тоа е и најпотребно. Во фокусот се токму тие луѓе, семејствата, најблиските, во фокусот сме сите ние, предпоставувам, секој повеќе оддопрен од ова. Во моментот ништо друго и не е важно. Освен како таа болка барем малку да стане поподнослива. И за сите нас, и велам првенствено за тие. Кога велам за сите нас, почнувајќи од сите кои сме постојано тука, заедно, кои сме еден вид, и заедница во мало, еден вид колектив, па потоа тој поширок кој не следи, па уште тој поширок и од целата јавност. И сите се веламе и повеќе од допрени, скршени, исцрпени. Повелете. И се јас сум? Да, вие повелете. Така е, добро што го скративте муабетот, иначе ќе беше онапо. Слушај, а вака, ајде, не стигам да го коментирам овој претходниот. Добро. Да не коментираме никого, велам, ете, она што и во воздухот има таков негативен набој, уште повеќе го чувствуваме сите и навистина велам, ништо друго веќе не е важно или се што на изглед до вчера било важно престанува да биде важно.
Повелете. Повелете, ако се... Да, повелете, во програма сте. Исо, Да. како што стареам, така поќе се уверувам дека постои и сатаната, господин Исо. Па тие што правеа синоќа веселба во Скопје за нивниот роден ден, па што се толку занесуваа? Славеле свој роден ден, па правеа огромет. Цело Скопје да ги види дека огромет, дека се радуваат на нивната веселба таму. Веселба прават. Па како тие малку немаја барем совест мало човечката, тихичко така си прослава својата веселба. То требаше цело Скопје да ги види дека се весела. Што сака да кажат тие? Затоа, господин Исо, Господ се појавил, Превишниот Бог се појавил за човештвото заради тоа што постојат и синови на сатаната. Така треба да знаат тие. Значи, тие треба да живеат, а некој да плаче на гробот на своите изгубени чеда. Срам да им е. Господ ќе им се одмазди на нив. Благодарам. Благодарам ве, поздравувам. Без да се навлегуваете во такви објаснувања, во прашање е емоцијата. Што е зборот? Емоција. Изразувате емоција, што е музиката и така натаму. Начин како да се изрази емоцијата. Отсуството на емоција, значи дека вие сосема се едно. А има ли поголема казна од тоа? Без велам да се навлегува што е, како е и така натаму. А кој малку има емоција, може ли со сила нешто да се прави? А може само да се нема чувство, емоција. И тоа е тоа, така да велам, тие кои имаат, односно кои немаат такво чувство, тоа е како да се нема некој од сетилата. Или и многу повеќе од едно. Тоа е суштината. Од емоцијата е и заедништвото, и емпатијата, и поддршката, и социјалниот момент. Ние не сме самотници, инаку секој како волк сам би живеел. Се едно би му било. Ова се шири, затоа болката на другиот се шири, се пренесува. Пренесува затоа што треба да се има како да се препознае. Ако се нема, тоа веќе не можете со сила, велам, да правите нешто, така да тоа е само тоа и затоа не вреди да се коментира, да се спомнува, особено во... Напротив, добро е да се издели, да се раздели. Затоа е и ова таква прилика. Отворени телефони за тој што сака да сподели, да помогне, да преземе дел од товарот, за тој што чувствува, тој што има емоција. Отворени телефони, кој мисли, кој сака, нека го направи тоа. Нема ништо друго, велам, нема политика, нема дискутирање, нема објаснување. Освен да се видиме дека сме заедно. Како што се оди да се испрати некој, како што му се доаѓа дома во куќа, му се изрази сочувство. Тоа го правиме, еве. Како што се собираат во Скопје, во Кочани, секаде.
се собираме, не можеме да отидеме сите лично. Еве, прилика кој сака да го направи тоа на овој начин. Повелете. Дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Па, ова е момент за последна почит така. кон починатите. Нека почиваат во мир и сочувство до нивните семејства, да може да издржат оваа тага на тагите. Никогаш и никаде да не се повтори. И желба за поскоро оздравување на оние што се засегнати од овој случај. Исто така и до нивните семејства. Да издржат. Едноставно до сите што ги засега овој проблем. Да се соземат и да може да издржат и посвесно да помагаат на блиските нивни до нив. Вистина нема збор со кој може да се помогне. Меѓутоа со тишината ништо не се решава. Затоа е подобро од утре да зборуваме за подобра иднина. И една порака до сите граѓани во Македонија, поготово до работоспособните, кои ќе се нафатат на работното место, секој ден одење на работа, да уклучат својата свест и совест, како работат и колку нивната совест може да одговори на тоа работно место. Ако мислат дека не може да владае со разумот нивната свест и совест, нека не се нафаќаат, за да не доаѓа во иднина до вакви трагедии. Благодарам. Благодарам и јас ве поздравувам. Повелете. Добар ден. Да, повелете. Јусо, Да, ве слушам. овие најлоши времења, ве добро и водите емисиите. Вие имате надприродна интелигенција. Значи, би сакал да нема ше ваква прилика. Од китното забране, вие што се дискотеки до 12 сата да работат и ништо повеќе. А втор проблем е со урбаната мафија, со таа бетонизација на Скопје. Тоа ќе биде најголем проблем, поготово во Скопје. Така, ви благодарам, но ете, велам, денот е на вистина. Впрочем, единствена прилика. Кога да изразиме последната почит, кога да се простиме, кога да се збогуваме. Ова е сега и да се усмериме на ова. Ако можеме, ако не мора, велам, ете, ако нема интерес, се одјавуваме, нема што. Едноставно прилика и таа можност да ја укажеме, да не остане ка некој сакал, а немал прилика. Исклучиво тоа е, значи, отворена можност за соработка, за делење на тагата и на болката. Заедничка ете. Повелете. Ало? Да, повелете, вие сте. Сочувство до родителите и до сите нивни најблиски роднини и пријатели, до цел град Кочани, сочувство и да им се даде Бог, да им ги услишем, мир да им даде Бог, да можат полесно да ги пребродат овие тешки денови, тешки години што ќе доаѓаат. Затоа, не знам, болката нивна е многу голема. Со кои зборови да кажеме, не можеме да ги искажеме таа болка. Само таму каде што гори таа болка, они си знаат колку е голема. Но исто така сакам да им пожелам оздравување на повредените, што побрзо Бог да им даде мир,
да оздрават што побрзо, да ни се вратат тие млади девојки, момци, да бидат меѓу нас. А сакам сега да прочитам една напишена моја Повелете. песна. Синоќе не знаеки дека таа вечер е последно нивно излегување од домот свој, во животот нивен. Ангели млади весели ја испеале својата Така да ви благодараме, ви повелете во друга прилика. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Да, повелете. Да. Боже. Во ред е тоа. Не е добар ден. Каков добар ден, тоа се навици само. Тоа е форма која ето. Простете. Не е намера. Во ред е. Цела Македонија е во траума. И го знае секој тоа. А кога сме во траума, не сме ниту разумни. Јас сакам да се обидам Ацо Шопов, да го цитирам колку се сеќавам кога сум ги учала. Ако чувствуваш тага и силна болка што те пече, закопај ја длабоко во тишината, тишината сама ќе го рече. Тишината денеска во Кочани ми кажа колкава е болката и колку ги пече, ама таа не е само во Кочани и во други градови, и јас велам во цела Македонија. Слава им на децата што денес ги закопаа, зашто немаа време да грешат, па Господе им прости. На овие живите, потребно им е сите да се молитме, молитви се потребни. Да го пребродат тоа што им се случи, да можат да преживеат и да оздрават. Молитви се потребни. Не морализирање, не совети, не партии, не политики, молитви. Македонија мора да излезе од ланецот на злото. Молитви ни се потребни. Ви благодарам. Благодарам и јас. Ве поздравувам. Повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден. Да, повелете, да. Реков добар ден, меѓутоа треба да речам здраво, за да го почнем овој разговор. Знам, да. А тоа е вака, значи, викам здраво, за да кажам дека во Македонија се е тру. Ова покажа колку ние не сме држава како што треба. А уште колку работи треба оваа власт, што сега е, значи, на власт, треба да почне да средува во оваа држава. Јас лично мислам дека би оставил работава во однос на Европска Унија и тие работи, бидејќи таму со Европска Унија гледате какви луѓе има и како се однесуваат према нас, со оглед на тоа дека, како што вика таа словенката, узми или остави. Не е така. Она не го осетила ова. После оваа состојба нема ни еден збор кој што може тагата да ја ублажи на сите родители, сите кочанствени, цела Македонија. Нема зборови кои што може ова да го ублажи. Жалосно што се случи ова, меѓутоа моментот да се почне да се некои работи да течат. Пред некој ден гледам телевизија, некоја беше таму, каде што кажува за пожарникарите, значи доброволно друштво со сите донации што ги има. Значи од странство нема ништо од тука, значи не знам од кај да почнеме, дали со тоа, дали со една работа, со пожарникари, со лифтови, во Македонија човек да му е страв да помине на пешачки премин, да му е страв да влезе во автобус, да му е страв да влезе во лифт. Значи, би го прашал Мицкоски сега, што после ова, кој е ресор во Македонија да почне да се контролира? Благодарам, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам. Благодарам. Благодарам јас, ги поздравувам сите гледачи кои стварно денес, за жал,
морат да бидат ужалостени, затоа што имам последна почит за починајците од трагичниот пожар. Јас предложу нивните најблиски кои беа замешани во овој случај кај што децата погинаа, што деца изгора и ден не се повредени, нивната блиска фамилија да почитува и да осети и да види што значи трагичен пожар, што значи жалост, изгоретини, кукања и ред други работи. И јас мислам дека конечно треба заедно комплет народ да се сплоти и сите овие нечести работи кои се дешаваат, значи дали оваа власт или заедно сите требат конечно да решат да се што подалеку од овие работи, да се врши контроли, да не се дозволува да работи некој како сам на глава, затоа што може поново да не се деси она кој никој не го посакуваме. И сакам да препорачам дека оние сите кои се починати власта, од моја страна јас препорачувам да им помогне по секоја цена финансиски и колку што може, значи и психички и се да тие луѓе стварно кои ќе ги заминат во небесата, да им бидат во срцата и за секојаш барем малце да се ослободат. А оние кои се со изгоретини им посакува брзо оздравување и порачувам на владата, значи да најде начин подхитно да изгласат тие нема да бидат способни во целиот живот. Значи една плата минимална да им се додели се додека се живи, да можат таа плата да ја користат, оти тие нема да бидат никош способни за да работа, само че имаат Бог. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Вака Да. Многу тежок ден. Им посакувам најголема почит на семејството на загинатите млади. Има и од различни возрасти. Немам други зборови за утеха. Ова е убиство од корупција. Така јас барам го доживувам. Слушам тука власкарски како народот да има некое кратко памтење за некои работи. Да се присетиме на бродот Илинден во Охрид. Каков епилог имаше тогаш? Дали некој одговараше од капетанијата? Не можам да ги опишам зборовите со кои што политичките елити се справува со ваквите настани. Мислам дека е трагично тоа што се случи и понижувачки беше тоа што се случи во 2009 година во Охрид. Колку луѓе се задавија во еден брод? Колку луѓе? Трагедиите немаат име и презиме. Единственото име и презиме е корупција и алчна власт. Толку. Сочувство. Да, благодарам, повелете. Па ја би прво ете денеско официјално сочувство до фамилиите, до пријателите, ама да знам дека тие не гледаат телевизијата. И така да само ете неко озвучи така во етерот. Да. Ги слушам некои да собереме пари да помогнеме. Дали мислите дека парите ќе излечат болката? Дали мислите дека на тие луѓе сега им требаат пари? Не. На тие луѓе им треба висината кој дозволи нивните деца да настрадаат. Тие ја бараат сега висината. Парите најмалку ги интересираат нив. Нивните деца настрадаат ради коруптивниот систем во државата што ние сите го гледаме, а се правиме дека не го гледаме и го штитиме затоа што некој имам катаракта, некој имам амови и сите викаме нашиот е најдобар. Е тоа ги уби децата. А сите го гледаме системот. Сега треба сите да прогледаме, да оперираме катарактата, да ги симнеме узбите и да им кажеме на нашите политичари благодариме што работевте до сега за нас, ќе ве молам немојте повеќе, аман те веќе доста ни е веќе од вас.
Одете се сите заедно. Тоа треба да го направиме сега, ама заеднички. Не да викаме дека овој ќе треба да се справи или оној ќе се справи. За ова дереже на кое сега државата сите се криви. Да не забораваме кој што направил за минатото. Ама ние тоа е сега најбитното од понеделник да го направиме. Сите заеднички да им кажеме на политичарите досегашниве да се тргнат веќе од политиката, затоа што доста е веќе од нивниот труд. Они се мачат, ние се измачивне. И гледаме до кај стигнавме. Тоа е сега најбитното. Толку пријатно. Благодарам. Поздрав до вас. Повелете. Да, добро. Веројатно е веќе време тука да завршиме. Ако успеавме барем малку да им пружиме поддршка на оние кои ги претрпеа овие загуби и трауми, сме направиле нешто навистина добро. И поднос на токму правењето добро и тие донации соопштуваат од Европската епархија на МПЦ Охридска архиепископија дека во недела ширум Европа ќе има токму ден на молитва, но и ден на солидарност. Сите обединети во болката ќе собираат и средства за помош на семејствата на страданите и оние кои се на лекување. А пак колку и да звучи како дел од некој сценарио, верувајте дека е така, режијата ми е сведок, па и Господе е сведок. Часовникот во студиото застана, што никогаш не се случува. Затоа и погледнував од време на време, немав представа за време. А случајно или не, кој знае, душите се безвременски. И тие се безвременски, и тие се вечни. И веројатно, сигурно, впрочем, не е случајно што ова се случи токму така. Нека одат во вечноста и нека почиваат во мир. Ви благодарам за поддршката. Поздрав.